Слушај ваму. Драги мои пријатели и пријателки, добре дојдовте во уште едно издание на Слушај ваму и кратко по последното, бидејќи не ги правам на редовна основа, јас сум таков импровизатор, импулсивен, немам големи планови, не правам, можеби затоа не сум искачал некои повисоки, попрофесионални нивоа, ама затоа сум издржал и затоа тоа ми овозможило да правам секојдневно разни керефеки. Па еве, испаднало дека е интересно некому 23 години, колку толку се одржувам тука некаде и тоа е она што ме обележи. Дали е паметно или не знам. И овој подкаст ми е вистински предизвик, затоа што понекогаш некои работи која ќе ти дојде у 4 сабајле, ево ова го снимаме во 5 сабајле, станав се разбудив, викам имам инспирација, сакам за ова да зборам и во мојата мала продукција, еве го снимам овој сегмент, додека, знаеш како, кога си во импровизација за емисија, па се подготвуваш, па синопсиси, оној внатрешен порив ќе се изгуби. Што е тоа што мене толку многу ме возбуди да ја за ова говорам денеска. Имено, не помина година дена откако ја добив за мене радосната вест дека Македонската православна црква низиниот е влезена во заедницата со сите, признаена и така натаму. Дали се сеќавате што се случи? Значи, после тоа една сеопшта хистерија на така наречени душегрижници, луѓе кои кариера направија врз македонизмот, демек ја бранат Македонија, македонските интереси, одеднаш почнаа да вриштат дека ова било предавство, дека Македонија исчезнува. Еве година дена подоцна, Македонија ниту исчезнува, Македонија ниту православната црква, ниту нашиот идентитет. Да, не викам дека идеално, далеку од тоа, но ова што ни се случи, ова е перфекшн. Мислам, совршено. Ја вака се немам возбуден затоа што ја на секојдневна база ова го следам, без оглед на оние зналци што во разни емисии ви кажуваат овие се прадавници ваму и таму, и кога ќе немаат што да зборат се нафрлаат на владиците, бидејќи нормално знаеш дека кога плукаш по Македонската православна црква, по нашите владици, по христијанството воопшто, не ти се враќа. Кога е во прашање некои други религии, муклес. Но, да се вратиме на темата, значи Македонската православна црква си го добива заслужениот статус, па така што еве и деноиве разбирам дека расколниците ќе влезат назад во Вранишковски компанија, да, сигурно од лукративни, а не од идеолошки и духовни причини, но знаете како и во политиката, така и во религијата постојат, нема вечни пријатели или непријатели, постои вечен интерес. Интересот на црквата е Христос. И сега кој ќе се надминат разликите, треба квалитативно поместување нанапред. Што тоа значи за овие квази македонисти? Тоа значи дека прво тезите им паѓаат, второ дека лажат, иако со добри намери да заштитат македонската култура, идентитет и така натаму, но пред се и себе си да се наметнат како некаков фактор за да земаат пари, да бидат респектирани, затоа ги викаат на анал easy и така натаму, take it easy. И она што мене посебно ме израдува, што црквата никогаш не мрдна од своите ставови. Иако ја прозиваат црквата повеќе пати, па не знам, правеа петиции за ова и за она. Мислам, знаеш што, најмизерно ми е кога луѓе кои не се во црквата зборат за црквата. Луѓе кои не се во верата зборат за верата. И тоа, знаете како, вулгарни ми се компарациите, грефе.
Како и да е, пред година дена реков дека сите мои песимизми во врска со оваа земја, со овој народ, со оваа нација, со нашава црква, ги тргам настрана еднаш за секогаш. Да, морам да признам дека на почеток имав голем ентузијазам, после сватив дека апсолутно нема никаква шанса ова ние да обстанеме, но ќе обстанеме. Ќе обстанеме Deus ex machina по промисла и по работи на кои не можеме да делуваме, колку и да сакаме да делуваме спротивно на нив, иако говориме виз верса. Колку и да звучам нејасно, и тоа како е јасно. И тоа е како е јасно. Жал ми е за тие луѓе. Жал ми е и треба да ми е жал. Но она што особено ме израдува е што, искрено да ви кажам, за некои шаренолики активности кои ни почнаа кај нас со новата власт и нели, пари за лекови немаме, автопатишта не се доградуваат, капитални проекти нема, но затоа има лубриканти. И од тие лубриканти натаму следеше една цела река на едно силно, вулгарно, нехумано, антихумано делување. Можам да кажам дека спротивно на научните, родовите, социјалните, психолошките, моралните, етичките, фактичките, секакви соображенија да се иде во некаква спротивставеност. Кога се збори за родови, за меѓуродови, за ЛГБТ и така натаму, само едно треба да ви е јасно. Не се работи за никакви права, туку се работи за контрола. Наметнување на една мала каста која ќе контролира и власт. Како денеска, например, ете во некои работи, сегменти, некои мислат дека е добро. Например, зелената агенда, тоа се малцинство како движење, но се многу влијателни, многу спонзорирани од левицата, светската левица, либералите пред се, за да наметна собствено мислење кое може после да се лукративно да се користи во нивни цели. Така што само заради лобирање големи компании како мултинационални компании како Volkswagen мораше да се преориентираат од бензински дизел мотори на електро и така натаму, иако нема ни инфраструктура, а струја има се поголема потрошувачка, па се враќаме назад на јаглен, па се враќаме назад на атомска енергија и циркусот е и понатаму. Тоа е исто како кога ќе ни ги дадат на Арктик и на Антарктик како се топел мразот, иако мразот им се топи секоја година. Ако секоја година огромни парчиња мраз се одлепуваат на пролет и лето. Се топи. Ама затоа не ви кажуваат во зима, која ќе дојде колку повторно се формира мраз. Глобалното затоплување како приказна така убаво потоне и јас нема, исто како и 5G, како и НЛО, како и мал милион работи, кемтрелови. Светот е создаден на лага во лага и тоа е работа на демонот. Тоа е работа на демонот да се занимаваш со маргинални работи и небитни работи, особено работи кои немаш контрола, а он те убедува дека можеш да имаш контрола, и да се занимаваш со, кога се занимаваш со нешто, ако веќе не се занимаваш со тоа, да се занимаваш со себе. Тоа е исти сатанизам како и надворешното, мислам, нема да навлегувам многу во тоа, но верувајте, главната работа за ментално здравје не се занимавај ни со други, ни со себе. Знаете како, тоа е една состојба на flatliner, не значи глупост, не значи пасивност, не значи помалку IQ, напротив. Само сетете се, како се представени мудреците. Молчаливи, со минимално зборење и никогаш за себе и со себе. А тек да не влегувам во нашето православие. Но, да се вратиме на темата која сакам да ви ја прочитам. Имено,
сообщение од 5 мај 23 кое вели вака. Ние, поглаварите на МПЦ, ОА, ИВЗ, КЦ, МЦ и ЕЗ, поттикнати од најавите, на крај ќе ви прочитам кои се све, така натаму, поттикнати од најавата за донесување предлог законите за матична евиденција и за родова еднаквост, изразуваме особена загриженост за иднината и безбедноста на верниците за кои имаме одговорност, а потребно за жените и децата. Сметаме дека се неприфатливи легално признавање на родовиот идентитет во овие закони, како и збунувачкото разликување меѓу пол, род и родов идентитет. Преку нивното донесување, наместо да се заштитат, се отвора можност за дискриминација токму на најранливите, жените и децата. Впрочем, нашата најголема загриженост се однесува на намерата овој закон да ги опфати малолетните лица, односно децата, и промовирањето на различни родови идентитети и флуидноста помеѓу нив може да предизвикаат непоправливи штети, особено кај тинеџерите кои вака упатувани и образовани треба да минат низ процес на самоиспитување и испробување несоодветен за нивната возраст. При тоа, предлог законот за родова еднаквост отвора можности за загрозување на родителските права, бидејќи предвидува од аспект на родов идентитет децата да бидат третирани еднакво како и возрастните. Поучени од актуелните случувања во земји каде родовата идеологија е реална со трагични последици, која што се повеќе предизвикува активен отпор кај родителите, психијатрите, психолозите и учителите, повикуваме на повлекување предлог законите и оставање временски простор за нивно сериозно проучување, за запознавање на сите последици по психолошкото здравје на младите и за активно вклучување во разработката на такви закони на сето општество, а пред се на родителите и на стручната јавност. Изворот на овој загрижувачки тренд го лоцираме во ратификувањето на Истанбулската конвенција која благородната цел на заштита на жените и децата ја искористи како параван за заскриено наметнување на родова идеологија. Всушност, предлог законите во основа им противречат на доктрините на сите верски заедници. Затоа апелираме до сите релевантни субјекти сериозно да ја разгледаат можноста за повлекување на овој документ по примерот на многу земји членки на Европската Унија кои од него се дистанцираа, како што се Турција, Чешка, Унгарија, Бугарија, Словачка, Литванија и Латвија, и кои се уште не го ратификувале, односно некои го отфрлија токму поради неговата родова компонента. Скопје 5.5.23 година, архиепископ Охридски македонски Стефан, реис ул улема на исламската верска заедница Шакер Фетај, скопски бискуп и епарх Струмичко-скопски Киро Стојанов, суперинтендент на евангелистичко-методистичката црква Маријан Димов, председател на еврејската заедница Пепо Леви. Драги мои, мешани чувства. Од една страна, кога сите верски заедници излегуваат со вакво соопштение, работата е многу посериозна. Ние се занимаваме во меѓувреме со екзистенцијални проблеми, затоа што пред очи не крадат, пред очи не лажат, затоа што се чувствуваме загрозени, но ако се сетите, ја ви реков дека најголемата опасност нам ни доаѓа од Министерството за образование, за од каде што пред години ги забележав манипулациите со децата, особено во делувањето на вашата сладка и симпатична Мила Царовска, која сама по себе и не може да е виновна затоа што она само исполнува она што е наредено. Знаеш како? Одговараш за злосторство против човештвото, бидејќи секогаш имаш право да одбиеш. Војник, полицаец, можеш да му наредиш да пука, но дал ќе пука е негово право.
Не може затоа што си добил наредба да пукаш и да убиеш, утре да не одговараш за тоа. Не. Имаш легитимно право да одбиеш. Драги мои, работата е сериозна, мене никој сериозно нема да ме свати. Нема да дочекаме добро од нашите деца. И тоа ќе биде заслужено. Затоа што ќе ни се налутат, затоа што ќе се свестат и затоа што ќе се свртат кога почнало и од каде почнало. А ние ќе си гледаме во прстите и не ќе знаеме како да им објасниме како дојде до оваа ситуација и нема да ни дадат да ги погледнеме ни внуците, ни правнуците. Нити ќе имаме спокој ни во вечноста заради сопственото незнаење, игнорантност и неделување. Барем да им дадеме поддршка на нашите духовни лидери кои единствени собраа храброст да излезат со едно вакво соопштение. Во исто време и револуционерно, и авангардно, и храбро, но страшно загрижувачки кога се довеле во ваква ситуација да ова мора да биде. Слушај вам.